Агатангел, по милоста Божија, митрополит Повардарски, до свештенослужителите, монашството и верните чеда на Повардарската православна епархија по повод новонастаната состојба со пандемијата и мислеќа архипастирски благослов и мир од Бога. Возлюбени мои духовни чеда, од Богом даруваната ми Повардарска епархија, поради здравствени причини, телесно сум одсутен од храмовите, но со срцето и мислите сум постојано со сите вас и моите секојдневни молитви се за сите вас. Бог да ве укрепи во верата со неговата благодат. Со голема тага и немир секојдневно слушам за големата неволја која го зафати речи целиот свет. Секојдневно умираат многумина насекаде, ниту еден народ, ниту една вера, буквално никој не е поштеден од оваа болест. Ако се вратиме назад во историјските читанки, во манастирските летописи, во житијата на светиите, ќе видиме дека во секој век имало заразни болести од кои многумина биле покосувани. По известно време самата болест се намалувала или на чудесен начин по молиците светителите и на народот Божи сосема прекинувале најтешките заразни болести. Во Македонија се уште малкумина сполајму на Бога има починато и го молам Бог да не допушти повеќе страдања и малку врз овој и онака напатен народ. Но во сите информирања и предупредувања, во сите тие заштитни мерки, ме загрежи тоа што во нив се препознава еден многу пострашен вирус од актуелниот, а тоа е вирусот на неверието и миловерието. Првите кои излегува или предложија да се затворат храмовите, да не се служи света литургија, се токму оние лажни верници кои никогаш не се причестили со Христос, никогаш не дозволиле да ги допре и преобрази благодата Божја. Ѓаволот не мирува и не спие, и негова најголема желба и триумф е да ги оддалечи луѓето од светото крштение и светата причест. И токму во овој период сведоци сме на такви дејства, насочени токму против крштевките и против причестувањето во храмовите. Во време на пандемија, кога насекаде се труби за тоа, во меѓувреме, фабриките со своите стотици вработени работат под полна парија, некој нам ни се заканува и не заплашува дека токму во храмовите ќе се проширела заразата и од светата причест ќе се разболеле верници. Што друго да подразбереме освен тоа што ѓаволот ги користи некои луѓе за да му наштети на верниот народ, да и напокости на светата црква. Ако ја укинеме светата литургија, светата црква ќе се претвори во музеј, споменик на културата, историска архива, фолклорно друштво, но нема да биде само црква. Нека има и најубави икони и фрески, нека има и златни куполи и крстови. Ако нема света литургија и верници кои ќе се причестуваат на таа литургија, тогаш нема ни црква. Лебот и виното што ги примаме на света литургија се тело и крв Христови, вистински и свети, а не некакви символи, и причестувањето е реално соединување со Христа, а не некаков символичен адет за здравие. Безброј чудеса се забележани во житијата на светиите, кога луѓе болни од тешки и неизлечливи и заразни болести биле причестувани, па болестите за кои немало лек после причестувањето чезнувале како со рака однесени. Колку лепрозни се причестувале, колку болни од туберкулоза, од разни болести и зарази, и повторно свештениците останувале живи и здрави, а како што гледаме и самите долговечни и со добро здравие. А кој е изворот на долговечност и крепко здравие? Се разбира светата причест. Светата причест е лек за бесмртност, а никако и никогаш извор на зарази и болести. И со таква вера треба да живееме и да се причестуваме. Црквата со своето 20-вековно постоење ни покажува и докажува дека ниту една болест, ниту една војна, ниту прогони, ниту забрани, ништо не може да ја спречи уништи, бидејќи таа е тело Христово и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И за време на неголемите епидемии, црквата со литии, со икони и свети мошти,
со молитви и темјан се борела и изборила со болестите, како што било во Охрид со мощите на Свети Климент Охридски во 1910 година. Исто така би ги охрабрил немојчните брајчи и сестри кои се плашат да ги целиваат иконите или крстот, или се плашат да примат свештеник за водосвет во нивниот дом, да имаат повеќе вера и доверба. Ако така лесно се ширеа болести од црквите, тогаш иконите и крстовите, Светата православна црква одамна ќе била исчезната од лицето на светот. И за неа ќе се спомнуваше само во учебниците по историја. Ве уверувам и ве поттикнувам да доаѓате без страв и сомнеш во црквите, да ги целивате иконите, крстот, да се причестувате со претходно подготовка и да се подготвувате за дочек на славното Христово воскресение. Смртта и страдањето се најголеми непријатели на човекот. Секој се стресува од помислата на нив и затоа има таква хистерија во светот. Сите се плашат од смртта и страдањето, а токму воскресението на Господ е лек и против отров за тој страв. Господ воскресна, ни даде можност за вечен живот, а и ние со вера во Него и во Неговото преславно воскресение ќе воскреснеме и ќе живееме вечен живот, живот кој нема крај, во заедница со Бога, заедно со Пресвета Богородица, ангелите и светителите, во царството на Отецот и Синот и Светиот Дух. Со таква вера да живееме со храброст, со силна вера и доверба во Божјата промисла и без страв од смртта. Подобро е дури и да умреме причестени со Христос, отколку да останеме живи, но без Христос. Таквиот живот е веќе духовна смрт и од таквиот вирус на безбожноста и равнодушноста Господ да не чува и сочува. Возлюбени мои, во овој период на Великиот пост, кога се подготвуваме за Христовото воскресение, да ги умножиме молитвите, да го засилиме подвигот, но да се помолиме и за неуморните и пожртвувани лекари, медицински сестри и сиот болнички персонал кои се жртвуваат за да го спасат човечкиот живот. Бог да ги благослови и укрепи во нивната дејност и со Негова помош успешно да се избориме сите со оваа неволја. Исто така им упатувам искрена благодарност на институциите, на владата, на политичните партии и на сите значајни личности и институции кои покажаа голема воздржаност, способност и зрелост при сочувањето со пандемијата. Бог да ги благослови и да им даде сила и просветление за да донесуваат правилни одлуки. На крај, ве молам сериозно да ги почитуваме препораките од лекарите, но и да бидеме свесни дека раѓањето, животот и смртта се во Божји раце и се што допуштил Бог е за наше поправање и за наше спасение. Благословот Божји и омофорот на представа лица наша Богородица да бидат постојано врз нашата света Македонија, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Митрополит Повардарски господин Агатангел, 2020 лето Господово. Господ Исусе Христе, лекаро на душите и телата наши, врховен лекар кој заради нас се вочовечи, за да исцелиш големата рана на човекот, кој не си го презрел 10 болни од неизлечливата лепра, туку со Твојата спасителна благодат си го очистил, кој си дошол како богочовек во деновите на Твоето присуство на земјата, благотворејќи и исцелувајќи ги сите болни и неволни, кој си ги благоволил и си го оздравел, парализираните, слепите, големите грешници, демоно обседнатите, острастените, телесно и умствено, прими ја благопријатна нашата молитва и изгони го со Твојата сила, убиствениот вирус што носи облик на круна и предизвикува стравови, но и смрт кај немоćните и недоволно згрижените, иако поради многуте наши гревови си допуштил ова искушение, ти се молиме да го отстраниш од нас и од секое семејство, иако заради испитание на верата си устроил тој да завладее сопри го бранувањето на немоćните во оваа епидемија, иако поради злодејствие на непријателот или поради негрижа на површни луѓе тој се рашири, уништија неговата сила како Бог сесилен. Сочувствувај со младината и огради ги немоćните и оние што во старост и од овој проклет вирус исцели ги и сите избави ги и притесни ги
притеснети на срцето и наместо тоа подари им здравје, олеснение и широчина по молитвите на Владичица наша Богородица и на сите свети. Амин.